Во организација на Сојузот за грижи и воспитување на децата од Македонија, минатото лето во детското одморалиште Мајски цвет во Охрид се одржа првиот поетски камп за деца и млади под наслов Да бидам, да бидам. На кампот, кој беше прв од ваков карактер, Основното училиште Никола Карев од Кочани, како еден од иницијаторите, учествуваше со 7 ученици и менторот Љупка Стојменова. По низа одлагања, вчера во Скопје се одржа завршната активност од првиот детски поетски камп со учество и на деца од повеќе градови на Македонија. На средбата сите ученици добија сертификати за учество на кампот, а беше промовирана и книгата со поетски творби и други содржини од учесниците на кампот под наслов Да бидам, да бидам. Среќа, да речем така, да бидеме едни од основачите на првиот летен книжевен камп, насловен Да бидам, да бидам, заедно со уште 2 училишта. Доделувањето во Кочурацин, во центарот на градот, потоа посета на самиот центар на градот, значајностите на Скопје, дружењето на сите учесници повторно да се соберат од кампот, да разменат искуства, па мислам дека ќе се роди идејата односно да се работи за вториот книжевен камп. Еднодневното дружење на децата во Скопје било исполнето со заедничко дружење, размена на искуства, евоцирање на спомени за учеството на кампот, а била посетена и збирката од монети на Народната банка на Македонија. Организаторот најавува одржување и на втора средба на млади автори од Македонија за средината на месец јуни оваа година, исто така во детското одморалиште Мајски цвет во Охрид.